Добар ден, почитувани гледачи. ТВМ телевизија продолжува со емисиите посветени за бесплатно представување на кандидатите на носители на советничките листи на локалните избори 2021 година. Во оваа емисија наш гостин е Виолета Аврамовска, носител на советничката листа на Левица. Добар ден, Виолета, добре дојдовте во студиото на ТВМ телевизија. Добар ден, добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Така, нашиот разговор ќе го започнеме со оно што е најактуелно, тоа е пандемијата. И овие избори се одвиваат во пандемија. Како ја водите вашата кампања? Кои се таргет на овие локални избори? Во најголем процент нашата кампања водиме по медиумите, најмногу по електронските медиуми. И со средби, повремени средби со граѓаните, со работа на терен. Кои се целните групи сега? Најголеми приврзаници на Левица познато е дека се младите, меѓутоа нашата целна група се сите оние граѓани кои што сакаат промени во општеството и посебно во нашиот град Охрид, така да не можам да кажам дека имаме целна група, бидејќи не сите граѓани не се целна група, сите оние кои што се за промени, конечно промени после 30 години. Така. Кои се развојните приоритети на општина Охрид во поглед на локалниот економски развој? Какви мерки се потребни за поддршка на малите, средните предпријатија, угостителството за најчиството? Што нуди вашата програма? Така, вака сега за да одговорам на ова прашање, пред се треба да знам јас како граѓанин на Охрид колкав е буџетот на општината. Меѓутоа, бидејќи такви податоци не ни се достапни нас на јавноста, не знам со колкав буџет располага општината. Јас ќе накратко ќе искажам она што е ќе ги искажам оние програмски решенија предлози кои што ги имаме во нашата програма. Предвидено е поддршка за развој на занаетчиството и на малите средни бизниси преку планирање буџетски средства за поддршка на микро и мали предпријатија. Исто така имаме предвидена помош за локалното земјоделство со планско овозможување на бесплатни консултации со агрономи и други слични лица и други стручни лица, односно како и отворање на локални откупни центри за земјоделските производи. Така, тоа би се да речеме тие три. Да, тие три што би можела да ги издвоам мерки, како мерки или како предлози. Така. Во 21. век и на овие избори, ние и денес слушаме ветувања за канализациона мрежа, за водоснабдување, за инфраструктура, за асфалтирање. Каква е вашата визија? Како да се подобрат сите овие основни, да речеме, услови за живот на граѓаните во Охрид? Па вака сега, значи во 21. век да зборуваме ние за такви проблеми, за мене е малку срамно, да речем. Да се фалиме со асфалтирање на улици, да имаме се уште не асфалтирани улици во селските подрачја, посебно да немаме канализација, јас не би коментирала за тоа воопшто после 30 години независност, да речам. Сега, за да се подобрат условите на живот на граѓаните, веќе е време за едно домаќинско и планско работење во локалната самоуправа. Според нас многу е битно укинување на тендер системите и создавање на специјализирани општински јавни предпријатија за извршување на градежните работи, со што сметаме дека би се донесло едно подомаќинско работење во локалната и би се имале поголеми контроли каде се одвиваат средствата на буџетот во општината. Така. Каква е вашата визија во поглед на развој на туризмот како една, да речеме, многу важна стопанска гранка во главниот туристички центар, како што ние сакаме да го нарекуваме нашиот Охрид? Каков карактер треба да има Охрид како туристичка дестинација? Каков имидж треба да градиме ние? Така. И покрај тоа што локалната цело време промовира некој елитен туризам, ние сме сведоци дека Охрид секоја сезона личи на Панаѓур. Сега, според нас, потребна е поголема промоција на Охрид и околината, значи не само на Охрид, туку и на околината, во пишани и електронски медиуми во странство, поголема присутност на сајамите за туризам и освојување на нови пазари. Тука пред се, освен градското подрачје, веќе нагласив, треба да се промовираат и околината, односно руралниот туризам, да се поддржува и да се развива руралниот туризам. Ние имаме, Охрид има и тоа како јак потенцијал за развој на рурален туризам. Тука можеме да ги
да го вброиме исто така и верскиот, односно манастирскиот туризам. Ке ги спомнам тука скребатно, потоа Свети Илија и Свети Никола во Велгошти, потоа во Лакочереј Свети Спас манастирот. Исто така имаме идеја за промоција на културен туризам, на планинарски туризам, екотуризам, образован или научен туризам. Кога сме кај туризмот, веќе сметаме дека треба да постои валоризација на блатото студенчишта во туристички цели. И освен мапи на градот и водичи на градот, исто така сметаме дека е добро да се изработат водичи со гастрономски специјалитети и локални специјалитети. Инаку ние имаме овдека една забелешка која што сме ја уочиле кај туристичките работници, кај туристичките водичи. Тоа е од работа на терен и информации кои што ги добиваме од нашите активисти кои што се вработени во туризмот. Имаме водичи, значи не сите, но одредена група на водичи кои што, да речам, во наводници ја продаваат нашата историја. Имено, ако работат тие со бугарска група, тие ги прикажуваат нашите историски личности како да се бугарски, односно го кажуваат она што групата со која работат сака да го слушне. Значи на тоа мора да се стави крај и тука мислиме дека треба да бидат поажурни инспекциите. Нашата историја е наша, македонска историја и како таква треба да се презентира на секоја група независно од каде доаѓа. Така. Кога зборуваме за туризам, мора да го споменеме и сообраќајниот хаос кој што ни се случува за жал во текот на летната сезона. Особено имаме оние сообраќајни тесни грла низ центарот на градот, низ главните централните улици кои што водат до градскиот плоштад. Постојано зборуваме за изградба на гаражи, катни гаражи, современи сообраќајни решенија, но до ден денес нема ништо. Што тука вие планирате на ова поле? Па секако прво и основно изградба на катна гаража, која што веќе локалната власт го имаше како предизборно ветување, но и тоа остана неостварено како и сите други ветувања. Јас пак ќе речам, не знам со колкав буџет располага општината, немам такви податоци, меѓутоа ако имаме недостиг на буџет за изградба на катна гаража, добро е например да се вклучи тука финансиски централната власт и да помогне во решавање на хаосот, сообраќањето од хаос и паркингот. Значи, тоа е соодветно решение. Изградба на катна гаража, исто така имаме проблем со паркингот и поради непланираното и поради урбаниот хаос што се случува во Охрид. Нели законски секое градежно предпријатие кое што ќе изгради зграда има обврска да обезбеди паркинг простор за секој стан. Меѓутоа, предпријатијата во трка по профит веќе го кршат тој закон, а зошто не се реагира и зошто не се санкционирани, тоа не знам, треба да одговорат инспекциите. Да. Да. Неизбежно е и да поразговараме малку околу УНЕСКО. Знаеме дека Охрид доби нови 2 години, во кои што треба максимално да се спроведат напори за да се зачува статусот на Охрид како светско природно и културно наследство, како една светска реткост. Кој е вашиот став по ова прашање? Во однос на градбите? Да, во однос на статусот на УНЕСКО, Левица е на став дека УНЕСКО мора да го зачува епитетот град на УНЕСКО. Ние веќе од формирањето на нашиот огранок во Охрид постојано посветуваме многу внимание со многу реакции. Имавме и настојувавме дури со документација да прикажеме дека и после извештаите кои што негативните извештаи кои што Охрид ги доби од УНЕСКО се градат нови дивоградби со дозвола од актуелниот совет и се обидовме, значи, да покажеме дури и со документи да докажеме дека се случува тоа во заштитени подрачја на УНЕСКО, како што се Национален парк Галичица, потоа градското подрачје, крајбрежјето на Охридското езеро. И сега од една страна се почнува со рушење на платформите,
А од друга страна ние сме сведоци дека во Маутскер, значи место кое што е заштитено и се наоѓа во подрачјето на УНЕСКО, заштитено подрачје на УНЕСКО, во март месец, ако добро се сеќавам, на седница на совет дозволено му е на поранешниот советник Нефи да ја дислоцира таму бетонската база. И така да ние сме многу против дивоградбите, значи тоа го покажавме дека сме за рушење на дивоградбите, дека сме да се зачува статусот на УНЕСКО. Охрид го заслужува тоа. Не сме да се дозволи градење на нови дивоградби како што веќе е дозволено, но тоа треба да се спроведува на еден организиран начин. Според нас, според нашите стручни лица кои што се занимаваат со оваа област, треба да се направи една екипа од стручни лица која што ќе процени кои се оние приоритетни градби за рушење. Бидејќи според УНЕСКО во Охрид постојат 17.000 дивоградби. Тука се сметаат и настрешници и тераси. Да. Сега не е исто, значи да рушите објект, бесправно изграден објект во Видобишта и да рушиме бесправно изграден објект, хотел, кој што се наоѓа на брегот од Охридското езеро. Значи, хотелот може да го загадува Охридското езеро, водите и да го руши биодиверзитетот, додека градбата во Видобишта не штети на околината и на животната средина. Така, не е заштитена зона, да речеме. Да, не е заштитена зона, така. Донесен е и план за управување со Охридскиот регион. Не знам дали го имате разгледано, можеби тој беше објавен и на општинскиот сајт, достапен и за јавноста. Колку овој план ќе ги реши проблемите? И како да се подобрат работите во иднина, како би ги подобриле, како би ги промениле, бидејќи свесни сме колку е атрактивен Охрид за урбанизација со оглед на развојот на туризмот и така натака. Планот може да ја подобри ситуацијата доколку се има волја за да се спроведе тој план. Сега јас ќе се навратам малку кога се јавува проблемот со УНЕСКО. Значи проблемот со УНЕСКО се јавува уште во 2000-та година, а во 2010 година веќе имаме забелешки за така наречената урбана мафија. Значи тогаш за прв пат се споменува терминот урбана мафија. Тоа се гледа и во извештаите од 2017-та, потоа во 2020 година. Според последниот извештај во Охрид веќе кажав има 17.000 дивоградби. Меѓутоа, од сиве овие забелешки кои што ги се добиени од УНЕСКО се реализирани само неколку, односно сведоци сме дека се рушија само неколку платформи на крајбрежјето од езерото, на концесионери кои што всушност и не биле концесионери, бидејќи концесиите веќе биле истечени и тие незаконски продолжиле да си работат. Зошто продолжиле незаконски да работат? Кој им дозволил и зошто не се извршила проверка до рушењето? Зошто баш тогаш се открило? Не знам. Значи тоа е сепак прашање што треба да го одговорат надлежните, прво градежните инспекции, а потоа и Советот на општина Охрид и градоначалниците. Нормално. Така. На овие избори, како никогаш досега, се турка една зелена агенда. Тоа е во ред. Нормално. Убаво е да имаме и зелен град, да имаме чиста еколошка средина. Кои се вашите планови во поглед на заштитата на животната средина? Знаеме дека имаме голем број на проблеми, меѓу кои што еден од клучите е да речеме загадувањето на Охридското езеро. Па Буково, за жал, кој што последниот период секојдневно гори. Така, од една страна сите сакаме да истуркаме некои зелени агенди, но од друга страна сведоци сме дека секојдневно се уништува зеленилото во градот. Дрворедите, туристичка остана без дрвореди. Улицата Јане Сандански исто остана без дрвореди. Од друга страна се појавуваат загадувачи на водата и на воздухот. Еден главен загадувач на воздухот е депонијата во Буково, за која што актуелната локална власт имаше во предизборната кампања на претходните локални избори, имаше ветување дека ќе се изгради фабрика за преработка на отпадот. Таква фабрика до денес не е изградена и тоа е едно од нереализираните нивни ветувања, како и сите други досега. Значи, тој проблем мора да се реши.
И јас пак ќе повторам, ние немаме увид како граѓани колкав е буџетот на општината Охрид. Меѓутоа, ако ние немаме доволно буџет, а тие ветили изградба на таква фабрика, значи треба тука да се вклучи и централната власт и веќе овој проблем да се реши, бидејќи ние во многу наврати претходните години како град бевме најзагаден во Македонија. Исто така во загадувањето на воздухот сметам дека имаат удел и во градбите, имаат удел непланското градење на згради, односно урбаниот хаос, а во загадувањето на водата, на езерото, веќе тука еве се откри после рушењето на платформите дека сите тие објекти, канализацијата со цевка ја насочувале во Охридското езеро. Тоа веќе со години, значи канализацијата нивна се влевала во езерските води, каде што туристите и ние, значи, одиме на плажа и нашите деца. Зошто тоа не било истражено? Зошто се дозволило такво нешто? Зошто никој не реагирал и зошто сега, откако е откриено тоа не се тие казнети и санкционирани, и тоа е прашање за надлежните. Значи, тие се загадувачи на водата. Друг загадувач на водата, според нас, се отпадните води, дождовните води, односно, кои што излева, и тие се влеваат директно во Охридското езеро. Треба да се најде начин да се решат тој проблем со дождовните води. Да, тоа е нашето гледање. Така, сега ќе преминеме на една друга тема. Охрид демографски старее, природниот прираст со децении ние со негативен предзнак. Но тука е една клучен еден проблем кој што му се случува на градот со години, а тоа е иселувањето на младите. Дали имате вие некаква програма, идеи во однос на некои младински политики за задружување на младите во Охрид? Според нашата програма имаме неколку така предлози и мерки, например субвенционирање на поттикнување и субвенционирање на отворање на мали бизниси од страна на локалната за младите кои што сакаат да си започнат некој свој бизнис. Потоа еве бесплатна обука на странски јазици и на компјутерска бесплатна обука на деца од сиромашни семејства. Подржување на некои независни младински иницијативи за организирање на урбаниот живот во Охрид. Меѓутоа, јас тука би истакнала еден друг проблем. Ние не можеме Охрид да го гледаме изолирано од Македонија. Проблемот со иселување на младите не е само во Охрид, туку е проблем во цела Македонија, така да ние не можеме тука да гледаме изолирано Охрид, како тој не е град држава, па сега ние да разговараме за иселување на младите од Охрид. Јас тука би зела, не се проблем тие мерки што ние сме ги дали или другите ги дали во своите програми, тоа се само програми. Меѓутоа, да видиме зошто младите заминуваат од државава. Дали е тука проблем невработеноста? Јас мислам дека не е само тоа проблем. Не се проблем ни само ниските плати. Проблемот е генерално во системот на општествено уредување. Значи, во еден систем каде што постои дискриминација пред законот, каде што постои каде што нема социјална правда, каде што постои руинирано здравство, каде што е уништено образованието, каде што во секој град ние имаме дисперзирани студии, меѓутоа младите по завршувањето на тие студии не можат да се остварат во областа во која се образувале и станале стручни за таа област, поради партиските вработувања на нестручни кадри во јавните претпријатија и во државните институции, јас мислам дека тоа е причината поради која што заминуваат младите. И ние, ако бараме причини, ако бараме решение, пред се треба да го бараме во 30 годишното урнисување на државава и во капитализмот, кој што се покажа како еден гнил систем, кој што неминовно мора да се смени како општествено уредување, за да можеме да вратиме дел од младите или барем да останат овие кои што се уште се тука. Да се задржат, да. За крај, Аврамовска, кои се вашите очекувања на овие локални избори?
Ние од Левица очекуваме дека народот конечно ќе се одлучи да гласа за промени, дека ќе успееме да влеземе во советите со неколку советници. И се надевам дека ќе биде така, дека ќе се бориме прво за против криминалот и корупцијата и ќе се бориме пред се за здрава животна средина, бидејќи и сите ние, но посебно нашите деца го заслужуваат да живеат во една здрава животна средина. Ви благодарам многу за гостувањето, почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието.